Најдобри се бенефитите кога ќе се започне да се вежба јогата уште од најмала возраст. Тогаш веќе кога ќе пораснеме, нема да ни бидат потребни ниту лекови, ниту некакви физички помагала, доколку имаме болести на рбетот, нели, а ние возрастните многу патиме од такви болести, болки во вратот, во грбот, и би рекла дека уште од најрана возраст, ако почнеме да вежбаме, тогаш кога ќе пораснеме веќе ќе се чувствуваме млади, здрави. Колку време е потребно да се научат сите тие техники за да се изведуваат правилно, бидејќи за да има ефект треба да се изведуваат правилно вежбите, нели? Техниките се всушност многу едноставни. Јога вежбите се исто така едноставни. Начинот на дишење е едноставен, прилагоден е буквално за сите возрасти, од 3 до 103, јас би рекла. Така што може да ги вежбаат и практикуваат сите, дури и оние кои што имаат некои потешкоти во однос на движењето на телото. Значи, важно е вежбата правилно да се изведе, да, меѓутоа многу е важно и да го дадеме својот максимум при правењето на таа вежба. Така што, значи, буквално може сите да практикуваат јога. Од оние скромни познавања за јогата, знаеме дека најдобро е наутро и на зајди сонце, на изгреј сонце и на зајди сонце да се вежба. Кој е ефектот на сонцето и самиот контакт со сонцето? Па имаме повеќе, ќе добиеме повеќе енергија наутро кога ќе вежбаме, го разбудуваме исто така телото, го подготвуваме за напорниот ден. Но исто така е фино и убаво и да се вежба и после, откако ќе ни заврши напорниот ден, да можеме да се релаксираме, да ги ослободиме сите мисли, напнатоста на телото, на умот. Едноставно, значи, убаво е напладне во 12 часот кога сонцето е највисоко. Така што може да се практикува во текот на целиот ден. Секој човек знае кога најмногу и најдобри бенефити ќе почувствува, но јас препорачувам наутро и доколку се чувствувам и сме имале напорен ден, убаво и навечер да се практикува. Што се случува со енергијата во телото? На кој начин се ревитализира? Се ревитализира, значи телото се физички се раздвижува, како да кажам, коските, мускулите стануваат еластични, значи имаме поголема подвижност на телото, капацитетот на белите дробови е поголем, кислородот е поголем, кислородот и здивот се едни од начините за зголемување на потенцијалот на енергијата во нашето тело, така што со тие техники на дишење капацитетот на белите дробови се зголемува, а со самото внесување на кислородот како прочистувач, како оксидационо средство, значи ни ги одстранува токсините од телото, ни ги чисти клетките, да кажам, едноставно тие имаат поголем капацитет да функционираат и на тој начин стануваме витки, имаме енергија, свежи сме, насмеани, умот ни е релаксиран,